30 некоја епизода Cyber Команда, долго топло лето, навистина не се издржува, меѓутоа оттоплена се разбира. Меѓутоа, тоа нема нас да не попречи да снимиме уште епизоди и уште малку да ја доисцедиме сезоната. Втората сезона на Cyber Команда и четвртата на Тешки муавети. Јас сум Филип Петровски, веќе знаете, редовно сабота 21:30 на Infomax YouTube каналот во Cyber Команда и редовно вторник 21:30 во Тешки муавети. Некаде околу 140 епизоди во последните повеќе од година и пол. Оставивме доволно трага за да можете да проверите или да се подсетите на генерално дел од настаните или најголемиот дел од настаните кои што беа значајни за нашата политичка сцена, а преку тоа и за нашиот живот, живеачка битисување на овие простори. Се разбира, може би имало некакви промашувања, но генерално размислувањата, предизвикот да се коментираат овие политички елити кои што работат во темница позади параваните и за генерално за собствен интерес се доволен предизвик за нас да влеземе и во, ако сакате, и во ризик да ги коментираме и да ги представиме во вистинско светло. Затоа што она што обично го имате пред вас е идеална слика која што некој ја црта за да, нели, како розова слика на вас ви се види нешто поубаво, а всушност во позадина знае да биде многу грдо. И затоа 140 мои емисии во двата серијали, токму тоа се обидувам, да оставиме трага, да го искоментираме на поинаков начин, да коментираме за работи кои што многу често други не ги коментираат. Тоа е многу индикативно, нели? Често сме ваделе вести кои што се прилично многу индикативни, демаскирачки, деконспирирачки и ги покажуваат елитите, политичките елити. Ова елити земете го во наводници, колоквијално го користам, инаку немаме ние ни приближно елита во смисол на некаков акумулиран интелектуален потенцијал кој што би ја водел државата прогресивно и таму кај што сме наумиле. Мал прекин имавме од што се брзав со оваа нашава политичка елита да ја почнеме емисијата, си го заборавив кафето, па на здравје. И благодарам уште еднаш на гледачот кој што ми ја прати оваа шолја, како и за сите тројца Тешки муавети. Мислам дека беше од емиграција. Значи, да се вратам, ние често дискутиравме, вадевме податоци за сомнителни сделки, за криминални здруженија, за лажни информации, за дезинформации и слично на тоа. Значи, сето тоа што се валја во позадина, вие го имате како еден параван, значи, ви формираат со наративи параван и работи во кои што сакаат да верувате и работи во кои што често и верувате. Тука јас не можам ништо повеќе од тоа. Секој одбира дали ќе ја голтне розовата јадица, дали ќе поверува во розовиот цвет. Еве позади мене и 75-тиот самит на НАТО во Вашингтон, кој што заврши пред неколку дена. Не знам дали нашите се вратија се уште. Ќе се вратам на самитот на НАТО, но нели тоа е една слика, една перцепција за најмоćната воена алијанса што некогаш постојала на планетава според зборовите на нашиот премиер, а преземени од американскиот председател во заминување господин Бајден. Значи,
Ние често во тие емисии имавме предизвик да буквално извадиме работи кои што прв пат ќе бидат извадени на површина, работи длабоко закопани и мощно чудно за мене е што такви работи и кои ќе ги извадиме на површина, другите неовисни, независни медиуми, истражувачки новинари не ги зафаќаат со една сериозност, затоа што добар дел од нив имаат и тоа како сериозна моќ, односно сериозно влијание да ги покажат работите во поинакво светло и да докажат дека политичките елити ви пакуваат убав, розев, совршен свет, а тоа е многу, многу далеку од она што вие од другата страна на екраните го гледате околу себе. Па сепак има ли некоја хипнотичка моќ? Или е тоа малку и генетски кај нас, она потребата да веруваме во приказни, во бајки, или пак поврзано со желбата да се казни некој друг, на крај си го спакувавме ова што си го спакувавме. И работите многу брзо, многу дури неочекувано за мене, брутално се распакуваат пред наши очи. Значи, јас мислев овие после 7 години се добраа до власт, па сега ќе бидат внимателни, ќе бидат на некој начин по-скромни, ќе се кријат, па и ќе глумат, да речеме, нешто поблиску до народот. Не мислев дека така брзо, брутално ќе се распакуваат, ќе се отворат напакуваните, напластените комплекси, она што ги нервирало, што ги мачело, што не можеле да се реализираат, а сакале. Знаете, она жабата која дигнала ногата да се поткова, гледајќи го коњот. Сето тоа толку брзо се распакува пред нас, се отвара, што дури приморан сум во ова долго, топло, жешко лето и да ги ревидирам моите мислења дека ова е некоја гарнитура која што сега се добра до власт и сега нема да ја пушти. Океј, можеби нема да ја пуштат ако навлезат во она што се отвара како пред нас како уште една варијанта за тврдо тоталитарно владење или за брутална контрола врз умот и врз физичкото битисување на сите што се тука, а со користење на апаратот за принуда на државата, кој што е полиција, наоружани сили и тајните служби. Ќе видиме. Индикациите за сега не се добри. Се разбира, тука као продолжена рака влегуваат и медиумите кои што се под контрола, кои што ќе го насочуваат размислувањето. И затоа сега се враќам од оваа дигресија во она што го кажав во тие 140 на емисии. Ние говоревме од, да речеме, тајните фирми, бидејќи мора да се тајни затоа што не се пријавени во функционерските листови во ДКСК, значи тајните фирми на сегашниот генерален секретар на владата. Понатака говоревме за бугарското државјанство на една од министерките што требаше да не ослободува од бугарско влијание во државата. И, да речеме, во последната недела говоревме јас говорев и пред 2 недели во епизодата на Cyber Команда која што работно ја нареков Шафхаузен, Македонија, алудирајќи на тоа дека премиерот, господинот професор доктор, брат, пријател, роднина, лидер и нов политички бог, дека има многу убав часовник, сат, Шафхаузен, кој што го пријавил на
на вредност од, не знам, 40-50 илјади евра, 2 и нешто милиони денари, 2,5 милиони, без малку 2,5 милиони денари во неговиот функционерски лист, а пријавен до според законска обврска до ДКСК. И таму премиерот, брат, другар и све друго пред малку наведено, навел дека со нив се стекнал додека бил функционер во Електрани на Македонија. И тука имаше дилеми дали може, дали не може еден функционер во тогашни Електрани на Македонија да се стекне со така вреден сад кој што вообичаено во светот го носат луѓе кои што се многу богати. Во принцип, ако носите, а не е само тој, има уште еден сад пријавено, значи околу 50.000 евра има пријавено во саати. Значи, во принцип, во светот некои муабети меѓу богатите луѓе, какви што ние не сме, говорат дека за да имате саати вредни од 60.000 евра, сепак треба да сте многу богат човек и треба да имате, да речеме, едно од прилика 50 до 100 пати поголемо богатство. И сега ја да не влегувам во тоа, ама околу 100 пати богатство е, околу 6 милиони евра. Не иде да имате, да речеме, 200-300 илјади богатство, а да 60.000 евра сте ги ставиле во саат. Дискрапанцата е повеќе од видлива и повеќе од јасно му е и на секој лаик дека никој не купува со вкупните пари што ги поседува да одвои 30, 40 или 50% од собствената вредност финансиска за 2 часовника. Значи треба да имаш многу повеќе, треба да се чувствуваш многу сигурен, треба да имаш многу пари за да можеш за луксус да си одвоиш 60.000 евра. И јас му честитам. Значи, нема кој не сака да има Шафхаузен. Има само оние што можат да имаат и се доволно богати, и има оние што сакаат, ама не може да имаат, оти не се доволно богати. Сега тука има неколку проблеми кои што ние ги зачнавме, дискутиравме и во другите емисии, кои што сега би сакал да ги заокружам. Од проста причина што гледам дека другите медиуми неовисни, независни, не смеат ни да го фатат ова прашање. Затоа велам дека многу од медиумите се под контрола и затоа велам дека ние не сме слободно општество. На Запад да откријат ваков тип на работи, да се покаже премиер или председател на држава со вака скапоцен часовник, мислам дека ќе брои целото општество. Не велам ја дека е тоа криминал, но ќе брои целото општество. Ќе има дебати од морална гледна точка. Дали премиер и председател треба толку да одскокнуваат од обичниот човек. Ќе разговараат интелектуалци, луѓе кои што промислуваат, слободни умови, што сака со тоа да се демонстрира, која е потребата. Ќе разговараат дали е соодветно богатството врз основа кое што е пријавено во имотните листови функционерски на тоа што на вистина го гледаме и го има и го поседува како часовник. Ќе разговараат како се стекнува такво богатство, па ќе проверуваат дали имаат други функционери такво богатство, такви часовници. И ќе се развие една целосна општествена дискусија која што во принцип ќе доведе до подобрување на општата слика, ќе доведе до оформување на став за политичари и ќе доведе до една многу поголема внимателност на тие што се занимаваат со политика и најверојатно и најчесто ќе доведе до тоа да ги ревидираат своите однесувања и покажувања во јавност кон едно ниво на скромност. Кај нас обратно. Вие имате премиер кој што или е премногу богат, или ако не е богат,
сака да биде многу богат. Оти Шафхаузен е одлика и нешто што го имаат, како што реков, богати луѓе. Еве, нека не сум во право. Еве неговите медиуми под негова контрола нека ми објаснат кој може во Македонија со скромен живот, како што кажуваше и професорска плата, нели, наративот што ни го сликавте вие медиуми под негова контрола, беше скромен човек со професорски стаж и одеднаш избацува саат од 45.000 евра. Има луѓе кои што взимаат кредити или имаат вкупно некретнина, недвижнина или станови, или како да ги наречеме, куки, шупи, каде што живеат, кои што не им вредат 45.000 евра. Човеков има сад. И се тоа во ред. Пак ќе кажам, честитам, аплаудирам. Браво. Сте успеале. Еве, тоа ли треба да го заклучиме? Сте успеале. Од скромна професорска плата и која сте станале функционер, сте успеале да купите 50.000 евра саати. Па замислите што ќе си купите сега као премиер. Значи, вие покажувате еден таков растеж, кој што, верувам и многумина светски лидери ќе ви позавидат. Се разбира доколку доаѓаат од скромен професорски бекграунд, ако доаѓаат од богати семејства кои што владеат со тамошните држави во последните 20 генерации, може и имаат Шафхаузени. Но вака ако доаѓаат од народот, од скромна професорска фамилија, ќе ви позавидат. И сега тука, еве, да не бидам сватен погрешно од мизантропите и вашите ботови, трети или четврти пат аплауз, честитам, убав Шафхаузен, верувам ќе си купите уште поубав, очигледно ви е страст да имате скапи часовници. Но вие, господине премиер, во првиот имотен лист, односно сегашниот имотен лист како премиер, сте објавиле дека сте ги стекнале Шафхаузените, часовниците скапи за време кога сте биле директор на Електрани на Македонија или функционер. И тоа се би било во ред, освен она што не е во ред, а тоа го зборував 10 минути наназад. Значи би било во ред и ние сакавме да го провериме дали е вистинито. Затоа побаравме како редакција од ДКСК имотните, односно функционерските листови од тоа време, кои што требаше да бидат достапни јавно и чудно не беа достапни јавно, но според закон ги побаравме и ги добивме. И кога ги добивме, видовме дека она што сте го пријавиле сега, дека сте го имале тогаш не сте го пријавиле дека го имате. Па сега тука малку настанува една незгодна и чудна ситуација, дека или тогаш сте го имале и ви било незгодно да го пријавите, зашто работело едно чувство на срам, како сега со професорска плата и тазе функционер саат од 45.000 евра. Или друга варијанта, да тогаш вие не сте ги имале, сте ги стекнале потоа, во некое меѓувреме, во интеррегнумот од директор на Електрани до директор на Македонија Северна, односно на премиер на Северна Македонија. Значи, во тој интеррегнум од 7 години, која сте нели председател после прочуениот Валандовски конгрес, каде што Сашо ги влечеше за уши делегатите, но нели за тоа во друга прилика. Значи, или сте го имале тогаш, а не сте го пријавиле, што е надвор од закон, или ако е точно, нели, според сегашниот лист, каде што велите дека од тогаш ги имате, или второ, сте ги немале тогаш, а сега пријавувате дека сте ги имале од тогаш, што е пак спротивно на закон. И окей, мислам, вие сте премиер, брат, другар, лидер, роднина, комшија, професор и доктор и се друго,
и премиер на владата на Република Северна Македонија, и на вас може да ви се прости, нели? Вие сте и над закон. Но она што мене ме интересира, како тоа медиумите не ги интересира, е ваков сериозен скандал кој што поприма димензии на прилично големо дезавуирање на законите. Али па, од кај да знам ја, може би вие сте и над законите. Така што, ете, тоа го правевме ние во 140 епизоди. Пак ќе кажам, откривавме фирми во Бугарија од најголемите бранители наши од Бугарија. Откривавме обрти неверојатни. Откривавме фирми во Македонија со местени тендери, тракторчиња, милиарда работи откривавме, за кои што други не се зафаќаа. Тоа е таа наша розова реалност. И во тоа наше движење, во тој наш начин има доста материјали и ние вадиме доста кратки видеа. Оти знам дека има многу луѓе, па посебно и на ова топло време, кои што немаат ни нерви, ни живци, ни во време на летување да гледаат емисии као мојата од сат време или ко тешки муабети од 2-3 часа, па вадиме и рилсови на оваа тема. И затоа тука ќе замолам режијата да го пушти краткиот рил токму на оваа тема на која што дискутирав до сега, со прашање дали конечно државните органи ќе профункционираат, па ќе истражат како тоа се појавиле овие часовници. Мислам, ако смеат, ако не, не мора. Ние барем да прашаме. Пуштете Кој што сега ги пријавува дека ги стигнал 15 и 16, не ги пријавил во листовите од 2016-2017. Уметничката слика што ја пријавил дека ја стекнал во 2016, во најновиот лист не ја пријавил и тогаш дека ја има, а ја стекнал во тој период. А морал да ја пријави. Депозитите, он има пријавено сега дека има депозит, ама нема пријавено на која сума има депозит. Бидејќи мора да се знае каква е сумата кога станал функционер и кога си заминал. И што е најсомнително овде, као оваа ситуација. Куќата, поред договор за купопродажба, во 2014 коштала 350.000 евра, во 2024 кога пријавува куќа дека има, кошта 450.000 евра. Ама има една друга интересна ситуација. Нема удели, ги продал, а ја зголемил вредноста на куќата. Се нивелира, се докапитализира. Сега кога ви велам дека брутално се распакува пред наши очи една грда реалност, која што можеби за вас е розова, окей, good, топ. Мислам и на ова. Имено вчера во собранието на Република Северна Македонија се одржа верски обред, ритуал. Пуштете ја сликата. Односно ставете ја покрај мене, нека се гледа убаво. Значи, верски обред и ритуал, муслимански верски обред, но да не ме разберете погрешно, бил муслимански или било каков друг верски обред, исто ми се фаќа. Од проста причина што јас знам, не знам дали гледачите знаат, затоа ќе го прокоментирам тоа, дека државата и религијата во Македонија со устав се одвоени. Македонија е секуларна држава. Ајде да појасниме. Значи, секуларна држава не значи дека луѓето немаат право на религиска своја интима. И добар збор од интима, затоа што тоа значи приватна работа. Религијата е приватна работа. Вие можете да бидете што сакате. Ова е слободна држава. Барем така е дефинирано во уставот. Значи, вие можете да бидете и православен, и католик, и евреин, и не знам, муслиман. Можете да бидете се. Но не можете да бидете во државните институции. И ова е прв пат од независноста на државата. Прв пат да се одржи верски обред во собрание на Република Македонија. Од кој? Не од било кој. Од председателот на собранието на Република Северна Македонија. Оној
на кој што татковината му е Косово. Значи, ај што дошол од друга држава и таму ја гледа татковината своја, па после, као Бајден се поправаше, се исправаше во пиар операција пренесена од нашите блиски медиуми, ај што го направи тоа, ај што нема македонско знаме, имаме ли фотографија? Имаме. Во кабинетот нема режија. Имаме фотографија како нема гаши знаме. Ајде пуштете и таа. Значи, ај што има една татковина која што му е друга од оваа држава. Ај што нема знаме македонско во македонскиот парламент, како председател на тој парламент, и уште организира верски обреди. Ама вие гледате со розови наочари, нели? Тоа е све толку убаво. Тоа е таква една толеранција. Па тоа се наши. Тоа е сега оформена влада. Така ли? А тука ќе пробам да го парафразирам Лане Гутовиќ. Има она една прочуена, за мене гениална опаска за медиокритетите. И не ми е вежбано, ќе овадам прв пат од глава да видам дали ќе успеам, но мислам дека за медиокритетите ќе успеам да го доловам она што сакаше он да го каже, да не се представувам јас себе за гениален, значи парафразирам друг човек. Но мислам дека е он гениален и го имате тоа на мојот профил на Facebook. Вели вака: кога ангажираш луѓе, не е добро да се глупи или идиоти, затоа што сепак се глупи и идиоти и не може да ја завршат работата. Исто не е добро да бидат и паметни, затоа што паметен човек гледа што се случува, резонира и не ти молчи. Затоа е најдобро да ангажираш медиокритети. Медиокритетите ти се како берберска столица, се прилагодила на сечив газ и е удобна. Медиокритетите слушаат, медиокритетите следат и веднат глава и секогаш ти се на располагање. И има уште една предност. Медиокритетите можеш веднаш да ги замениш. И тоа и они самите го знаат. Значи, ова мислам дека беше широка интерпретација, но убаво ќе биде да го извадиме режија и во еден рил, или можеби и како најава за оваа епизода. Што сакам сега да кажам со ова? Ова директно го упатувам не на граѓаните, не на гледачите, на пратениците и на министрите. За вас мислам дека сте медиокритети. Оти еден од вас, мора да има еден од вас што нема да се сложи со ова што го прави Гаши, со дивеењето и претварањето на македонското собрание во верски објект. Еден има ли? Ама да е паметен. А медиокритетите? Баш како што реков претходно. И во меѓувреме, да, све е розово, све е супер, све е добро, ама Македонија, гледате во која насока оди. Сите си прават, односно си зафаќаат своји делови. Гаши се однесува како собранието да е џамија и да е негово, значи мисли и негово дека е, и џамија дека е. А всушност е парламент, највисок законодавен дом. И баш ќе видам, ќе чекам, еден од тие медиокритети да ме демантира дека не е медиокритет. Одма да кажам, се сомневам дека ќе биде така. Но еве ќе чекам. Не велам дека сум у право. Дај Боже да има некој човек
таму со став. Но не како оној Максо, кој ги видам уште еднаш со, како рече, кој ги видам уште еднаш со албанско знаме, ќе ја напуштам владата. И овие утре дента пак со албанско знаме. И он 2 дена после тоа соопштение. Ние се залагаме за примена на законите, да се решаваат проблемите. Тоа е класичен медиокритет. Но добро позициран медиокритет. Цел живот форсиран медиокритет. И немојте да очекувате дека државата ќе биде подобра кога имате медиокритети од парламент до влада до општини и државни институции. И тука сами нека се издвојат тие што не се медиокритети. Не сакам да генерализирам, но она што го гледам ме принудува генерално да размислувам. Еве, нека каже еден пратеник, еден, од владеачката гарнитура, од нашиве, дека не се сложува македонскиот парламент да биде џамија. И ќе аплаудирам. Ама погодувате. Тоа нема да се случи. Сега на крај имам стварно еден, као трет сегмент од денешнава епизода, имам навистина еден аплауз и еве дупло поголем, ова е обичниот, ова е дупло поголем аплауз, за господинот председател, другар, роднина, лидер, професор, доктор и политички бог и се друго на Република Северна Македонија, кој што изјави Македонија на самитот на НАТО, затоа пригодно е ставено зад мене, 75 години од најмоćната светска воена алијанса, значи, изјави, рече недвосмислено Македонија и македонски народ, и затоа дупли аплауз, честитам премиере. И нема тука ништо спорно, значи, навистина треба да ви се даде поддршка за ова. Имам неколку подпрашања, мислам, ако дозволувате мојата маленкост, сепак си дозволуваме да размислуваме, гледаме, анализираме што се случуваше таму и така натаму. Прво, ќе си дозволам и дај Боже да грешам, ќе ми биде драго ако грешам. Ја мислам дека направивте лапсус. Исти онаков лапсус како што Бајден го представи Зеленски за Путин, а Камала Харис за Трамп. Зашто го мислам ова? Значи, ја одам до крај на тенок мраз, бидејќи вие сте и господини професори, доктори, лидери, пријател и другар, и роднина, и политички лидер и све. А јас сум коментатор тука. Зашто го мислам тоа? Затоа што се гледаше такво едно задоволство од Шафхаузенот па до присуството во Вашингтон, баш онака политичкиот олимп, нели? Као што рековте, најаката политичка, односно воена алијанса на сите времења. Па не е заебанција да се биде на тој подиум таму на најаката воена алијанса на сите времења. Не е заебанција. У такви моменти на опиеност се прават вакви лапсуси. И нормално кога е Бајден упрашање, тоа е кога си, нели, отиден малку когнитивно со опаднати способности. Но кај вас тоа не го гледам. Че не можам да кажам као Бајден сте, кога правите лапсус. Не го кажувам дека произлегува од вашата надуеност као паун, во смисол, нели, летање тука околу подиумот
на најголемата, најаката војна алијанса на сите времења. И затоа велам лапсус. Јас сум убеден дека вие погрешивте. Дека не слушавте добро што зборувате. И дека она што го користите за домашна употреба, местни комитети, кои се зборите у Белата палата, ви излета. И вие можете да ме демантирате. Можете да ме направите клован и циркузант, која на една пресконференција во Скопје, откако ќе се вративте, не знам ни дали дојдовте, не сум сигурен, може и се преселивте таму, оти видов лидери кои што беа на отварање, па си се вратија, еве, во Хрватска одржаа и седница на влада уште пред 3 дена и така натаму, додека вие терате состаноци од еден комитет, од друг комитет, од еден сенатор, од друг сенатор. Мислам, ако сте преговарале да станеме 50 и таму која Република Американска, аплауз. Ако сте преговарале од таму да работите, па сте барале канцеларии, еве аплауз. Инаку ова ми беше малку нејасно. Но ајде, окей, да не го тенчиме што се 200-300 илјади евра потрошени за таков голем успех да се присуствува на самитот на најголемата воена алијанса на сите времења. Еве, вас ве цитирам. Но, пак ќе кажам, и понатака сум убеден дека направивте лапсус. Дека не беше ова патриотски изблик. И еве ќе ви кажам што можете да направите за недвосмислено сите да не уверите. Освен тоа што можете да направите пресконференција кога ќе се вратите во Македонија и пак да кажете Македонија. Можевте таму кај што седеа сите представници на најголемата воена алијанса на сите времења откако постои човештвото. Таму можевте да кажете дека не чини преспанскиот договор. Господине другар, председател, лидер, професор и доктор и господин премиер. Таму можевте да кажете. И никој ништо не ви може, таму нели сме еднакви. 32 членки. Таму требаше да кажете, пред сите јавно, Македонија го смени името неправедно, надвор од одлуката на македонскиот народ и не соодветно и неиздржано и неправилно и не во корелација со меѓународното јавно право. Тоа можете да го кажете. Што не имплицира дека ќе го вратите назад името. Ама барем да оставите трага. Оти овие тука све има документирано. Пишуваат, снимат, стенограми, све. Да остане трага. Дека некој македонски професор, доктор, лидер, брат, другар и све друго кажал дека не е во ред тоа што е направено. Абе, гукните! Гукните! На светска сцена ве стави народот. Гукните! Писнете! Не викате дека ќе го смените. Мада можете да го смените уставот. 78 сте. Нели купувавте пратеници. Можете и да го смените уставот. Абе, гукнете. Или не. Ова беше оваа летна Сајбер команда. Се извинувам што не зборувам конјунктурно и така како што големиот дел од тие 600.000 гласачи сакаат да слушаат. Па не морате да гледате ако не ви одговара. Но ја ќе продолжам да зборувам она што го гледам на начин како што гледам. И никогаш не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.